Време Македонија за уште една супер дружба Машанк. Пред некој ден сретнав неколку луѓе, честитки за емисијата, што си убава, добра си, има луѓе ќе ми речат не си убава, има некои ќе ми речат дебела си, кој што сака тоа ми вика. Ја научив да бројам до 5, да издишам длабоко, да се насмеам и да верувам во себе. Вау, тешка филозофија. Не, току мавето ми беше ме прашал зошто баш Машанк. И сега викам, ама бе луѓе, прва работа, има ли нешто поубаво од Нашанк? Си влагаш ко господин, си седнуваш на шанк, можеш сам да си седиш, можеш со друштво да си седиш. Има ли поубава терапија од таа што ќе ти ја даде шанкерот? Не премоват само за алкохолот. Слободно можеш да му утечеш главата со сите проблеми со женати, со проблеми со пари. Слободно можеш со бившиот да можеш да му ги раскажуваш проблемите, само ќе ти става од коктелчиња, винце, зависи сега што пиеш. И на крај да, ќе те боли глава од толку скапа ќе те фати терапијата, ама верувам дека ќе помогне. Може тука слабината, така се вика да те боли како подпирање, ама добро, нема врска. Сега веќе одиме на вториот момент. Со колеве ми текна муабетов. Ми рекоа, ама бе, стварно не знаеш да возиш? Не, викам, имам јас возачка дозвола. Јас не возам добро и ми се налути една супер женска која вози топ кола од моите пријатели. Вели, јас знам да возам, нам бе срце, знам дека ти знаеш да возиш, ама секоја чест на тие што знаат да возат. Но треба да ви кажам една многу важна работа. Освен тоа што треба да ги разгледате колите од моите пријатели, да си одберете добра кола, затоа што е многу важно, уште поважно е да знаете дека децата нема да ви личат на колата, ќе личат на тој што ја вози колата. Да повториме уште еднаш. Децата не личат на колата, личат на собственикот на колата. Внимателно. Многу од сообраќајните незгоди се случуваат од причина поради тоа што како совозач до вас имате жена. Зошто? Затоа што ме гледате колку многу зборувам, е заради тоа. Стопира полицаец, маж и жена во кола, станува со радарот и добро вечер. Сообраќајна возачка ве молам, да господине, зошто да нема некој проблем? Ве фатив на радар како возите 90 км на час. Никако господине, ја не возев повеќе од 60 на час. Трпе, која си ти возел 60 на сат, сигурно возеше 90, жена му до него, на совозачко седиште. Оја гледавак, продолжува. Господине, гледам и светлото дека не ви работи. Не сум приметил. Бе, трпе, не си приметил 2 месеци, веќе збориш дека треба да го смениме светлото на колата. Ве пак ја гледа таму жена му. Господине, приметив и дека немате врзано појас. Кој ве видов дека доаѓате намо дека ме стопирате и го извадив појасот. Бе, трпе, не го лаже човекот, со години немаш стајно појас кога возиш кола. Доста мригуско, глупава, закјуте веќе еднаш. Му дошло веќе натрпе вака до тука. Господја, дали вашиот супруг секогаш вака ви се обраќа кога ви зборува? Не, ама кога е пијан, вака ми збори. И така, трпе наша остана без возачка дозвола. Јас секогаш ви кажувам колку се само најдобри моите пријатели од Авточајка, меѓутоа сега имам и доказ за да ви го покажеме тоа и затоа препорачувам да останете со нас и да уживате во следниот прилог кој збори за тоа зошто вашиот нов автомобил треба да биде токму од Авточајка. Реков дека ќе дознаеме зошто Авточајка се најдобри и токму денес сме по тој повод собрани на еден супер пикник за дружење и прославување на едно одлично признание како доказ за дека Авточајка одлично си ја завршуваат својата работа. Господинот Ивица, дел од тимот на Авточајка со нас, кажете ми какво признание всушност добивте и од кое тоа признание и што значи за Авточајка? Значи добивме признание за најдобри дилери на Централна и Југоисточна Европа. Признанието е добиено директно од Hyundai Motor Company од Кореја. Со тоа што и од таму го добивме, некако за нас е многу позначајно и искрено кажано помило ни е, подраго. Во Македонија тука имаме добиване од тој тип на признание за најдобри дилери, меѓутоа сепак ова е за нас најголемо признание, бидејќи доаѓа директно од Кореја. Почнав јас да возам кола од Авточајка и одма награда, гледате? И за крај, што сакаат македонците најмногу да возат, според тоа што се најмногу бара кај вас? Па ева во овој моментов од Hyundai-то најбарани се Тусоните и 30-ката.
ете може би поради тоа и ти што возиш и 30. Така е, така е. Ти благодарам Ивица, нека ви се множат наградите и со задоволство ќе доаѓаме на супер дружби вака, кога ќе земате следна награда се разбира. Дај Боже да има повод за вакви дружби. Нас не се искрено битни многу и наградите кои ги добиваме, меѓутоа и ваквите дружби ни се многу битни. Одлично. Ајде ние сега целата екипа на Шанк да се префрлиме на дружење и на прославување на оваа награда за нашите пријатели. Знаете дека на Шанк, покрај тоа што ве релаксираме, ве учиме секогаш дека е многу важно да се заштитите и кога правите најубавата работа на цел свет, да користите презервативи. Денес имав многу важна работа. Се прошетов по аптеките и сакав чисто онака да видам едно мало истражување за тоа колку сме ние блиску до влегување во Европска Унија. Да, не влагам во политички води, не. Ама луѓе, една работа не ми е јасна. Како вие мислите да влеземе во Европска Унија кога јас денеска од 5 аптеки, 4 аптекарки, кога влевав внатре да побарам кондоми, знаеш онака, добре вечер, повелете, кондоми. Молам? Кондоми, ми требаат кондоми. Луѓе, мислев дека ќе ми издаде некој дрвен крст и ќе почне да ми прави екзорцизам. Значи да ги поздравам сите тие аптекарки и аптекари кои млада девојка која ќе влезе да купи презервативи, ја гледаат како лично самиот ѓавол да влегол во аптеката. Не, господја, тоа не е недомаќинка, тоа е девојка која е свесна за тоа дека треба да биде внимателна околу своето здравје и дека ова веќе, нели, презервативите се најнормална работа. И вие после ќе ми спорите у Европа ќе сме влагале, не може човек да влезе кондоми да купи, уште по овој дечко колку се потресе што беше позади мене на рето аптека, јас барам кондоми од позади ваков. Мислам дека готово ќе се, но дуга ќе падне на земја. И добре што не ми побара број на излегување, дека така се почувствува, цел среќен, леле, кондоми сум купил. Уште еднаш само да ве подсетиме зашто имаме во убаво студио. Нашите пријатели Punk Prints се погрижат за тоа со нивните одлични фототапети. И сега можам да ви дадам одлична идеја за тоа што можете да му направите на вашиот сакан, затоа што кога сте 3 пати сте му рекле дека не треба да прави ништо и упорно го прави тоа, вие веќе правите женска самоконтрола, кривате веѓа. Тоа е најголемата женска самоконтрола, само кој ќе крене веќе ќе да погледне, ќе се рече окей, јас ти предлагам да смениш име презиме, да си селиш од земјата, ама можете следно да го направите. Вашите најсексипилни фотографии на тапет кај фотопринт, ставете му ги во спална, излепете ги сега низ куќа, заклучате го, земете си го клучот и не му давајте. Не му давајте да излезе од соба. Нека гледа. Истото и вие можете да го направите со вашата омилена личност која е на диета. Замислете само се ставите еден тапет од чоколади, да ја затворите таа личност и да ги гледа цел ден тапетите, да не може да јаде благо. Ова не сум ви го кажала јас. Види брод што тоне, види брод што ти види брод што... Чест и задоволство ми е што и овој пат во студиото ми прави друштво една феноменална русокаса, една од најубавите, како да кажам, луѓе што можат да допрат до вашето срце со своите пишани зборови и личност која може би некој од вас ја знаат дури од ТВ екраните. Ксенија Николова, добре ни дојде на Шанк. Добро ја најдов, Ивана, фала ти на поканата. Да, зачести со плави девојки, ама не знам некако, слабост ми велат, еднаш плава, цел живот плава. Така е. Природно си плава, така? Па светла сум, не волку плава, малку купена, но да. Но буквално еден вид карактеристика е твојата коса. Да. Кога кажав кој ќе ми биде гостинка, девојчето со плавата, долгато ќе искам тоа. Тоа девојче. Девојчето што пишува на Facebook, што е писател веќе, кој е еден од најпознатите текстописти кај нас и јас сакам уште да кажам и тебе лице. Да почнеме од почетокот, што е првото со кое започна од јавниот живот? Дали беше тоа водителството или писателството? Па тоа беше водителството, тоа беше проектот Baby Show, кој што беше пред 10 години, јас бев многу
многу помала тогаш, бев во средно и тој проект траеше 3 години, тоа беше првото мое, да речеме, поголемо телевизиско искуство. И понатака си повлече тој некои други работи што се однесува на воителството, но јас престанав со тоа, веќе долги години не се занимавам со тоа. Меѓувремено јас цело време пишував, меѓутоа си пишував најпрво за себе. И отпосле, поради сплет на некои околности, излезе мојата прва книга и така натака, и од кога, ете да речеме, сватив дека тоа е навистина тоа што во кое што се пронајам, кое што сакам да го правам, меѓутоа јас секогаш и знаев дека тоа сакам да го правам, но не верував толку во себе, ајде да речеме. И од кога се посветив сосема на тоа, заборавив на се друго и сега сум исклучително само на пишувањето во света. Предноста во тоа што си ми густинка, што можам да се прашам тоа што ме интересира лично мене. Зошто е во машки род твоето пишување? Значи тоа страшно од секогаш ми интересирало, но супер, одлично е, дури онака, уште повеќе те погодува што е во машки род, но зошто е? Да, па многу луѓе ми го имаат поставено ова прашање, искрено, и искрено ова прашање нема некој одговор, едноставно тоа така се чувствувам во моментот и така се изразувам и веќе да речеме дека природно не ми доаѓа да напишам во нешто во женски род и тоа некои не објаснети. Дали е можеби твоето алтер его тоа? Можеби и покомотно се чувствувам во покомфортно нешто што не сум јас приватно, можеби е тоа така, може да се разгледува многу начини, но едно е сигурно, кога се случува искрено, не е isforsirано, него е само од себе. И веќе мене толку удобна таа позиција да не ни размислувам да смениш. Дали е си авторско, дел е авторско, одговараш на тоа прашање воопшто дали ќе ни откриеш ако дали е се твое или ете можеби се е од искуството на еден човек и од искуствата на луѓето околу тој човек. Меѓутоа сега мојата трета книга која ја спремам, која Здравје Боже ќе има промоција во јуни, е роман кој што е приказна, која што е сосема замислена, во неа има нели мои искуства, мои размислувања, но јас сосема како автор сум да речеме невидлив во истата и сакав да се предизвикам себе си на едно малку повисоко ниво, сакав да малку заборавам на тие човекови емоции и наспроти да создадам една приказна која вистински се нема случаност, има случана само во мојата глава и додека ја се пишувана, а при тоа додавам и нели мојот печат како препознатлив како автор. И така, тоа ми е новиот предизвик на кој што работев толку време и се надевам дека ќе биде добро. Дали имаш проблем никогаш некој да не верува дека ништо е во твојата глава, као ова мора да се има случајно. Јас мислам дека кога би пишувала, тоа ми бил најголемиот страв, дека се ќе поврзат, дека лично со мене. Да. Па добро, тоа мислам дека неизбежно, луѓето веруваат во тоа што сакаат да веруваат и тоа е, ние мислам дека немаме некоја моќ врз тоа. Многу луѓе нормално, ова ти си има случајно, ова ти се нема случајно, ова сигурно си ти тука или ова сум јас овде. Мислам тоа е бесконечна тема и нема крај, така да мислам дека човекот се пронаѓа во нешто, добива инспирација и сега не можеш баш да објасниш од ова ми, дури никогаш ни самиот ти не знаеш од каде, просто се случува и ја преточуваш во уметност и тоа е тоа. Со кои се поистовитуваш најмногу од автори кои се блиску до стилот на твоето пишување? Па искрено, јас толку далечно се восхитувам, да не се ни осмелувам да се поистовитувам. Значи затоа што мислам дека тоа восхитувањето е една работа, меѓутоа поистоветувањето е сосема друга. Убаво е да знаеш, убаво е да гледаш што прават великаните, меѓутоа мислам дека секој од нас треба да го најде својот пат и многу треба да внимаваме да тоа не биде, да не скршнеме и да почнеме да се повторуваме, значи туку да се пронајдеш самиот ја. Така да јас оддалеку само им се восхитувам, браво и тука застанувам, не одам. Скромна. Да. Она што беше интересен проект од твоја страна, аудио книга, што баш тогаш ми се бидни си реков конечно некој во Македонија да направи нешто и за луѓето кај вистина немаат можност да прочитаат. Едноставно, значи не знам од кои причини, може да има различни причини, меѓутоа убава работа, посебно и баба ми ако сака да прочита книга, не може да гледа женава, убаво да слушне. Токму така, значи јас имав таа среќа да бидам првиот автор кој што ја направи својата книга во аудио верзија и многу бев горда. Таа е преценамента за луѓето со оштетен вид, меѓутоа секој кој што од некои, како што кажат и причини, просто не може да прочита книга, е добреден да ја прочита во аудио верзија, односно да ја слуша. И беше одличен проект, многу сум среќна, се надевам дека и на така тоа ќе се развие не само моите дела, туку што делата на сите тоа на запад е веќе секојдневие, кај нас нормално малку
со бебешки чекори стигнуваме, но ќе биде, супер е тоа е чекор напред за сите нас, така да ја се радам. А дали веруваш во тоа, сега не можам да се сетам кој го имаше тоа изјавено, ама била дека луѓето кои се најповредени во животот знаат да напишат најубаво за љубовта, и дека е потребно всушност тој човек да биде несреќен за да може да пишува за љубов. А многу од писатели од автори, тоа веќе сум го истражувала самата, кога ќе се заљубат и кога ќе најдат не знам некој мир на тоа поле што е кај најголема инспирација љубовта, престануваат да пишуваат. Ти се случило ли на тебе така Да, ми нешто? се случило, но јас имам друга теорија. Мислам дека ние не сме добри уметници ако црпиме инспирација исклучително од болка. Мислам дека тоа ги разликува уметниците од великаните. Јас мислам дека болката не е единственото чувство кое инспирира, тагата исто така. Има милион други чувства кои нашата душа ги искусува секојдневно и мислам дека е многу богата нашата имагинација врз истите и мислам дека треба најлесно е да пишуваме за она што не повредило. Тоа не повредило и тоа е факт и тоа го знаеме сите, но треба да научиме и да влечеме инспирација од други нешта. И други нешта кои што не се, ете да речеме, толку зборуваме, не се такво клише, но сепак нашето тело ги чувствува. И не се согласувам дека еден уметник треба да биде несреќен за да биде добар. Мислам дека еден уметник треба да биде свесен за тоа што го чувствува, без разлика дали е тоа тага, среќа, љубов, што и да е. И мислам дека треба да знае своите емоции, да ги искористи паметно во својата уметност. Шетат две рисукоси по парк, одејќи така, му видат една книга, една на другата. Еј, види, книга! Некој се е изгубил. Ајде ја вратиме. Како ќе ја вратиме, од кај знаеш чива е? Како мори не знаеш чива ја пишува на книгата? Данте Алигиери! Ајде сега да вратиме и на другото твој дел од работата, односно текстовите за најголемите македонски песни и хитови што ги велиме ние. Дел од нив Тамара, буквално незините песните кои ти ги напишеш за низа, јас верувам дека ќе останат класика. Овде соработуваш со Симона од Пеачеве, сега ќе мораш овде да ми помогнеш веќе. Те гледам, например, кога сум била на Макфест и на тоа гледам дека на списокот Ксенија се јавува како текстописец на повеќе песни за повеќе изведувачи. Кои ти се што може да одвоиш за нас? Јас тоа се занимавам веќе околу 3,5 години, така нешто тоа се случи сосема спонтано. Како што кажа, имам напишано песни за Тамара, за Симона, за Кукулеле, за Бојана Танасовска, за Маја Вукичевиќ, за Александар Тарабунов, за Александар Белов. И ги има и уште, и така да, тоа многу ми е драго, искрено, затоа што тоа е една и тоа ми е како истото на што го правам, само го спојувам со музика, јас музиката многу ја сакам и не ми се верува дека навистина се чувствувам многу благословена што пред се добив шанса да покажам што знамете во тоа поле. Таа работа е за мене многу убава, многу природна, од сама мене доаѓа. И се надам дека ќе продолжи со исто темпо и подобро. Дали е потешко кога пишуваш песна за некој друг, отколку кога пишуваш текст што ќе се најде во твојата книга? Што знаеш дека останува кај тебе, ти да го импретираш, односно тој што ќе го чита во главата да си го направи, да се направи приказната? Па се разбира дека е потешко, затоа што пред се кога пишуваш текст за некој пејач, многу е битно тој пејач да се пронајде во текстот, затоа што тоа е на крајот негова песна или незина песна и кога таа песна е испеана, треба да биде испеана со емоции, да се чувствува секој збор од почеток до крај. Исто така треба и ритмички да биде точно, да се поклопи со музика, да залепи, има тука милион нешта. Може дека не било лесно. Кој што јас се ги учам и нормално грешам, затоа што јас спонтано влегов во ова, работам на себе, се трудам, учам од грешките, останувам на земјата колку што е тоа можно и гледам да бидам подобра. Тоа е тоа. Одлично. Последниот дел од овој разговор би ми било промовирањето на твојата работа. Дали мислиш да не беше социјалната мрежа Facebook, немаше да можеш да направиш толку голем допир до публиката, која те научи, која веќе е навикната секојдневно чекаме да напишеш текст, да се сподели тоа, да се пронајдам во истиот текст. Гледам дека не го правам само јас тоа, сите го прават тоа. Значи милион пати сум се нашла во нешто што си го напишала и буквално ми е како еве да не се мачам да ви кажам, прочитајте. Дали мислиш дека да не беше Facebook, ќе беше истиот овој ефект што го има моментално и колку тоа ти се промени на тебе како личност и животот, тоа што знаеш дека еден куп млади девојчиња учат од тебе, соживуваат со тебе и ти си на некој начин креатор на тие најубави години што ги имаат они сега прв пат со тие љубавни искуства што ние може да сме ги поминале веќе. Да, како ја кажуваш, не е... Знаеш дека не е лесно, не е мала врска.
Јас не го доживувам така, но свесна сум, значи да не се лажеме, свесна сум за моќта на социјалните мрежи и сметам дека нели многу луѓе поделено мислењето околу социјалните мрежи, луѓето се жалат дека претходно пред да ги имало животот бил поедноставен, па некои работи сме ги изгубиле благодарение, односно по вина на социјалните мрежи. Мислам дека треба социјалните мрежи да ги искористиме како едно помагало кое што помага за нешто да биде промовирано, додека тоа нешто нели носи добра порака, односно ете како што кажеш ти помага на некои луѓе. Немаше да биде исто без Facebook, дефинитивно, немаше тие луѓе како би знаеле инаку ако не постои таа мрежа. Јас сум благодарна на таа мрежа што да расшири некоја порака многу побрзо, многу помоќно и ети за сега што правам ми помага на вистина. Многу луѓе ми имаат најдено преку Facebook и за соработки, за се, тие што не ме познаваат лично, не ме виделе, не немаат контакт. И тоа е така и мислам дека тоа е така, треба да се не треба многу нели да се анализира, општо да го земеме како едно помагало на 21 век кој што е добро, додека е и да во граници нели на нормалата. Буквално имаш не знам да ни притарам 3-4 дневно текстови или 1-2 никош, зависи кога ги фати инспирација. Но дали е тоа она што ќе го најдеме во најновата книга, тоа што моментално можеме да го прочитаме, или буквално тоа е само материјал како да не почасти да уживаме во убави зборови, па сосема нешто друго ќе биде новиот роман. Новата книга нема никаква врска со тоа на Facebook. Маме, девојче, кој најде време толку да пишуваш? Јас тоа инсистирав така да биде, затоа што претходната моја книга Идиотски приказни беа повеќе колумни и приказни кои што веќе беа некои од нив објавени. Тоа беше во ред тогаш. И јас сега се чувствувам многу позрела и многу подготвена за да напишам еден роман кој што е почеток до крај и се случува само во книгата и е само во таа книга и никаде на ниедно друго место. Јас пуштам нели сега нормално мали сликички од книгата, промоцијата ќе биде и пуштам неколку реплики, меѓутоа ништо апсолутно не било никогаш објавено, тоа е сосема непозната приказна и никој не ја знае се додека не биде промовирана. Јас инсистирав тоа да биде така затоа што мислам дека мене како автор ми е време, трето дело ми е поред и мислам дека заслужува и јас заслужувам и тоа што го правам заслужува да се посветам малце подлабоко и посериозно да речеме да се ја сватам работа. Сега добив пичаток, сини, ајде излеземе од дома и онака ти цела со кафење пред компјутерот на 3 дена немаш излезено. Така изгледаш или? Мислам, така изгледа работава со куцањава, пишувањава или? Кога ќе дојде, доаѓа и тоа си тече додека не престане. Значи инспирацијата кога ќе те фати, немаш колку е најдолго време што имаш пишувано без да престанеш? Па имам пишувано неколку часа да речеме онака. Буквално некој час онака цело време додека не престанеш, а никогаш онака седиш и нема ништо. И тоа не зависи од никого, просто само по себе тоа е. Дарбата, тоа е дарбата и моментот кога ќе почне да работи. Ти благодарам многу што ми дојде на гости. Вистина ми е големо задоволство, посебно заради тоа што одамна се знаеме вака, меѓутоа лично не сме имале прилика да седнеме да направиме муавет. Посебно заради тоа што многу од девојките ќе им биде мило да те запознаат како личност. Јас барем секогаш сакам да се врзувам со авторите со кои читам нешто и да ги доживам и вака. Освен што ги замислувам. Но не те испраќам да си одиш дома без подароци. Значи време е сега Шанкер да извадам позади Шанк. Колку бавно се движам денеска, значи каква мрза ми има вратена. Ама, ова е првото за тебе изненадување. Ќе си го свртиш, ќе си го видиш од нашите пријатели Пан, купи слика Панприн, купи слика.мк и за тебе го направија ова поеле. Да видиме дали ќе ти се допадне. Да го свртам. Леле, многу. Ова вака изгледа Ксенија кога пишува. Па нека прилика да со куфирчеви со патики баш. Дали ова фотосесија која ќе да има во книгите нешто или бидејќи кога ги гледав сликите не ми беше некако позната, ама ова е пред 3 години, пред 2 години ова е за минатата. За минатата, да. И за тоа ми беше мојата дека сега знам дека вадиш други слики во моментот. Да, имаме нова, но ми е подрагите фотографии дефинитивно. И така да, многу се радам, фала. Сега знам дека ти ќе ми го погодиш на прашањето 5 карактеристики кај Маша ако бараме кои би требало да бидат. Затоа што ќе ти давам кафе 5 во 1 од нашите пријатели кои го имаат како ново ексклузивно кафе со 5 вкуса, меѓутоа ако веќе може 5 во 1 кафе, Маш 5 во 1 што би имал се? Па најверојатно тоа било храброст, најверојатно би било своја личност, значи дефинитивно свој печат. Би бил смисла за хумор, емоционална интелигенција, да речеме, и
Амбициозност. И амбициозност. И кога пиете на кафе, обавезно јас екзотично си ги спреќам гостиве на кафе, заштитени. Нема да се смееш. Млади, што сигурно. Ова е за тебе, значи сликичата е за тебе, тоа ќе го кренеме добро. Имаш уште внатре торбичава, имаш уште. Супер, фала. Сенија, дали остана нешто за крај што сакаш да споделиш со нашите слушатели или го направивме муабетот? Па го направивме малата, ја би ти се благодарила за поканата уште еднаш и да ти посакам многу успех со мисијата и многу и други проекти и да растеш и да растете. И Ти да благодарам, се јас ти гледаме посакувам само многу инспирација. Ми се наоѓаш во многу моменти како утеха и верувам дека, ствари знам дека не сум само јас, имам многу обсиднати другарки, внуки, помали, поголеми со твоето пишување и ме радува што ете, помагаш на некој начин. Навистина помагаш на многу луѓе. Јас ова ти го кажувам од блиски извори. Фала ти на промоција, те чекам. Обавезно да ја со Сашанко, ти јам кажувам, дека со Сашанко може да пијам таму, да се распишувам јас. Тоа договорено. Вие останете пред вашите телевизори и уживајте уште малку со нас. Некои кафиња ги купувате за наградни игри, а некои за уживање. Доколку сакате врвен квалитет и вкус, пробајте го Елит Делукс, мешавина од најквалитетните зрна за вистинските гурмани на турско кафе. 25 години со вас. Елит кафе. За прв пат на Охридската ривиера ексклузивни цени со 25% попуст, почнувајќи од 1250 евра на рати. Можност за купување преку стамбен кредит од Комерцијална банка АД Скопје со рок на отплата до 30 години. Каматна стапка од 2,9 годишна фиксна за првите 3 години и 6,85% годишна променлива за останатиот период на отплата, без надомест за одобрување на кредит и без трошоци за процена на вредност на хипотека. Сега сакам сите да ги затворите вашите очи и да пољубам, не, да ги затворите вашите очи да си замислите следнава работа. Се будиш, отвараш очи, правиш кафенца и пред тебе Охридско езеро. Вака. Толкаво. Абе вака мислиш да се наведнаш, ќе паднеш право во езерото. Замислете само малку подолу, згодни девојки, покупачи, околу базен, на најубавата плажа во Охрид. И од тука жената се дере: "Доста ги геар девојчињата, влагај натре магарено!" Моите пријатели, не дека ве лажам, вистина ви го нуда тоа. Значи станче во Охрид, на сама ривиера, тука ви одма езерано, тука ви одма базенот, најубавата плажа во Охрид, најубавите девојки на плажа. Е сега даки имате малку проблем со жена, вие ќе не можете да излезете на тераса, ама што е тоа во споредба со најубавиот поглед на цел свет, Охридско езеро, и плюс да не мора никој да трча по вас, од оние женички да ши издаваат соби. Не уклучај бољарна скапа струја! И оди по тебе да те види колку саат ти се тушираш, пуштен ли е бољарот, не ли е пуштен, па ти дава плинско да свариш кафе, па не можеш поред да уклучиш. Пак, на твоје си во еден од најубавите градови. И Македонија со ова вака убав муавет што ви направив за стан, да не знаете никој да ми купи стан. Сама ќе ти купам и тоа ќе најдете пријатели. Веќе се приближуваме кон крајот на вечерашна дружба, но пред да се збогуваме, сакам да ви се пофалам нешто. Какво кафе варам, луѓе. Јас сум кажала, можам да знам да готвам, ама за кафе правење, значи нема подобро. Вчера си направив такво кафенце, ми удеше сама себе да се повикам на водење љубов. Надејте, оти пази, никој до сега не сум видела да ти рече ај на кафе, да ми си вистина да пиете само кафе. Не, добре, таму може има и такви. До душа како беше старата поговорка, нема жени што нема да дадат, има само мажи што не знаат да побараат. Останете ви понатаму да се забавувате и да не следите на Facebook, побарајте нашата официјална страница на Шанк, дајте ни вашата поддршка и нормално редовно на YouTube, гледајте ги нашите репризни издања и нормално на 24 вести следите репризата. Ве гушкам, ве сакам, чао, имајте убава попладна или убава вечер, зависи во кој дел од денот не следите.